Добро утро, почитувани гледачи, ја следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за едно од најстарите езера во Европа, Преспанското, на коему се заканува еколошки колапс. Зашто поточно ќе зборуваме од прилогот на колешката Емилија Мисилиевска како дополнителна провокација за вас. Драматична е сликата на брегот од Преспанското езеро, каде нивото деновива е 5 метри и 75 сантиметри под нормалниот водостој. Водата на места е повлечена стотици метри во должина. Езерото е плитко, а делови од крајбрежјето се претворени во калливи мочуришта и обраснати со вегетација. Плажите на Преспанското езеро се целосно обраснати во трски и трева. Водата е полна со тиња, а на брегот има изумрени школки. Влезот во езерото секоја година е се подалеку, а местното население покрај со чамци на рибарење оди и со трактори. Од општина Ресен велат дека освен сушата и климатските промени, за ваквата состојба влијае и човечкиот фактор, користењето, но и злоупотребата на езерската вода. Овој период се трошат на вистина големи количини за наводнување на овошните насади, а овој период топлотниот бран дава негативни резултати од аспект на квантитетот и квалитетот на водите во Преспанското езеро, се разбира и во сливното подрачје. Дека глобалното затоплување и човечките активности имаат драматичен удел врз нивото на водата во езерото, денеска констатираше и евроамбасадорот Дейвид Гир, кој заедно со постојаниот представник на програмата за развој на Обединетите нации Армен Григоријан, кој посетија регионот и побараа интензивирање на активностите во рамките на проектот ЕУ за Преспа. Време е за акција, да се обидеме да го звертиме овој тренд. Тоа значи дека сите чинители во Северна Македонија, Албанија и Грција, националните и локалните власти и граѓанското општество, бизнис заедницата и меѓународната заедница треба заедно да работат да ја постигнат истата цел, а тоа е зачувување на ова изворено место и зачувување на екзистенцијата на луѓето што живеат тука. Се надеваме, како дел од проектот, дека ќе успееме да го возобновиме и зачуваме биодиверзитетот на едно од најстарите сладководни езера во светот. Опасност поради негативните влијанија. Со инвестициите од проектот ЕУ за Преспа од над 18 милиони евра, Европската Унија и UNDP ќе работат на заштита на биодиверзитетот во Преспанското езеро, развој на одржливо земјоделие и туризам, а ќе се спроведат и инфраструктурни интервенции за справување со отпадот и отпадните води. Како дел од активностите се планира и отворање на граничниот премин Маркова нога меѓу Македонија и Грција. За забрзаното намалување на нивото на вода во Преспанското езеро, Далиборка Дамјанска-Цветановска, новинарка. Добро утро, добре дојде во студиото на Телма. Ќе го вклучиме и универзитетскиот професор Дејан Трајковски од Техничкиот факултет во Битола при Универзитетот Свети Климент Охридски. Колешка Далиборка, вие што туку се вративте од Преспа, со какви импресии се враќате од таму? Кога станува збор за нивото на езерото, има ли нешто убаво таму или се е како во прилогот на колешката Емилија драматично? Се разбира дека има многу убави работи, всушност тоа место е рај за душа, одмор за душа. Таму постарите луѓе одат да си го продолжат животот. Питома природа нуди можности за планинско-езерски туризам. Тоа место всушност привлекува луѓе туристи од поинаков тип, не е од типот на Охридското езеро каде што одите таму за журки, за дружења, за гужви, одите таму да се одморите, одите да гледате зајдисонце зад Галичица, одите да шетате по планини, има убави пешачко-велосипедски патеки кои што ги поврзуваат камповите и останатите одморалишта. Можете, например, да возите велосипед и пешачите, па да седнете во едно од тие места, да се напиете пијачка, да го погледнете залезот на сонцето и се разбира навечер да се изнаспиете.
Така, надморска височина идеална, 850 метри. Да. Кога станува збор за капењето во езерото, може човек да се разлади убаво или капењето не е едно од тие најдобри нешта таму? Се разбира дека може да се разлади, меѓутоа некако во Охридското. Тоа е многу потопло и затоа е идеално за деца и за постари луѓе, како што кажав. Меѓутоа таму можеби би можела да се измисли некоја нова спортска дисциплина, некој дуатлон, бидејќи првим пешачите едно добри 100 метри, водата ви е до колена или до појас, па дури потоа можете да пливате. Така, во однос на податоците што ги добиваме дека има многу тиња, има многу кал, дека е заматено езерото, видливо ли е загадувањето со голо око? Да, видливо е, меѓутоа тињата се повеќе се суши. Како се повлекува езерото, ако пред 2-3 години навистина имаше многу тиња и мораше дури на одредени места дрвени мостови да се поставуваат за луѓето да одат по нив и да можат да влезат во езерото, сега тоа не е случај, можете слободно да си влезете, и сушена е тињата, бистро е езерото, и ако се разбира долу има песок, не е како Охридското езеро со камења, тоа е нешто помеѓу Охридското и Дојранското езеро, малку е поматна. Меѓутоа, климатските промени, односно повлекувањето на езерото се забележува на поинаков начин. Се забележува најмногу на плажата. Особено на тие места каде што е водата поплитка, например во Стење и во Крани. Во Крани, ако тоа место, да кажеме, во 60-тите години од минатиот век било на самиот брег на езерото, сега се наоѓа на некој километар и пол. Така. Од пред неколку години се забележува, например, имаше едно кафуле на плажата, кој што беше на самиот брег на езерото. Таму имаше лежалки, сега тоа не функционира, затоа што се наоѓа на 500 метри, да. Впрочем, ти ни донеси и фотографии, да, подоцна ќе ги покажеме на целиот екран и ќе ги коментираме. Меѓутоа, сега би сакал во емисијата да го вклучиме и професорот Трајковски, кој вчера се врати од Преспа. И професоре, добро утро, поздрав од студиото на Телма во Скопје. Би ве прашал и вас на почеток, дали го делите впечатокот на колешката Дамјанка дека на колешката Далиборка дека Преспа е рај за душата и одмор и за телото и за духот, или вашите впечатоци се поинакви со оглед на тоа што вие ја мерите котата на езерото, па и од некаков професионален агол можеби поинаку ги наблюдувате нештата? Добро утро. Секако дека се сложувам со господјата Дамјанска. За разлика од Охрид, Преспа го нема метежот, туристичкиот метеж, и човек тука навистина може да се одмори, може да пешачи покрај самото езеро, да дише со полни гради, може се разбира и да се капи, да се разлади. И сето тоа се разбира по поволницини. Вие вчера, ако не се лажам, бевте во Преспа, повторно со вашиот кајак, дали вршевте мерење повторно на котите на нивото на водата? При вршењето на анализите јас се потпирам воглавно на резултатите од Управата за хидрометеоролошки работи. Инаку сум мерил со кајакот со помош на сонар, со помош на ултразвучен сонар, но имам спуштено и камера на одредени карактеристични точки. Со помош на кајакот и сум дошол до одредени интересни заклучоци. Веројатно ни пративте за утринскава програма графикон кој го изработивте неодамна со податоци заклучно со 14 јули годинава, а го опфаќа периодот на последниве 4 години од 2020 година, кога беше дотогаш кажано дека е најдраматично намалување на нивото на водата. Од тогаш наваму, колку што гледаме, се е во постојан пат и тоа многу драматично. Мислам дека го гледате и вие графиконот, професоре, ве замолувам за кус коментар и објаснување. Овој диаграм го прикажува движењето на нивото на Преспанско езеро. Сината линија го прикажува тоа движење на секои 5 дена во изминатите 5 години. Како што гледаме, нивото на езерото секоја година прави се пониски минимуми, но и се пониски максимуми. Тоа е, значи, сината линија е целосно содржана односно се наоѓа во рамките на тој надолен канал, означен со двете зелени линии. Значи, го гледаме тој јасно формиран надолен тренд со брзина на намалување просечно од 18 до 20 сантиметри годишно. Меѓутоа, оваа година се случи исклучително големо намалување.
споредувајќи го 15. јули 2023 година со 15. јули 2024 година, забележуваме намалување од дури 41 сантиметар, што при површина на езерото од 252 квадратни километри одговара на 100 милиони кубни метри изгубена вода. Такво големо намалување не сме имали уште од 2008 година. Имало од време на време и стагнирање во намалувањето, дури имало години и со благо намалување. Меѓутоа, во последните 60 години ние забележуваме константен тренд на намалување од просечно 18 сантиметри годишно. Така што од максимумот во 1962 година до денеска нивото е намалено за 11 метри. Така да без разлика што значи за време забуна, иако се вели дека моментално котата е минус 578 сантиметри, односно 5,78 метри под нивото под некое нормално ниво, треба да имаме предвид дека се работи за едно произволно избрано ниво, кое е прогласено за нормално, тоа е на кота 847,6 метри. Меѓутоа, од 1962 година е многу подраматично намалувањето. 11 метри намалување при моментална просечна длабочина на езерото од само 13,5 метри. Што значи изгубена е речиси половина од водата. 40 до 45% од водата е неповратно изгубена во овие 62 години. Професоре, интересно е што може да забележам дека вашите прогнози минатата година во јули беа дека намалувањето до оваа година јули би било околу 20 на сантиметри, а сега излегува дека е 41 сантиметар, значи повеќе од двојно. И веројатно тоа се должи на сушната пролет оваа година, за разлика од минатиот јуни кога имаше врнежи. Така е. Намалениот доток на водата се должи пред се на намаленото количество на снежни врнежи зимава и намалениот доток од планините оваа пролет. Така што, како што видовме на диаграмот, сината линија на нивото не стигна до горната линија на трендот, горната зелена линија на трендот. Значи имаме кусок во однос на нормалното намалување, кое што се очекуваше да биде околу 50 милиони кубни метри вода, имаме цели 100 милиони кубни метри изгубена вода. Инаку, тука се повеќе фактори во прашање, значи водата се губи пред се заради истекување под карстот на Галичица, се губи и заради испарување, се губи и заради наводнување, се разбира, но самото намалување не е исклучивиот виновник, бидејќи за наводнување просечно се трошат околу 24 милиони кубни метри годишно, а ние во просек имаме загуба на околу 50 милиони кубни метри секоја година. Така што дури и ако го сопреме целосно наводнувањето, ние не би го решиле проблемот во услови на глобално затоплување и намалено количество на годишни врнежи. Меѓутоа, намаленото наводнување секако би помогнало. Доколку сега правиме проекции за исчезнување езерото во рок од 60 години при оваа динамика, доколку се намали наводнувањето, тоа исчезнување би можело да се одложи на околу 120 години. Професоре, станува збор за езеро кое е старо неколку милиони години. Различни се проценките, некои научници велат дека најмалку 2 милиони години постои Преспанско езеро, како едно од најстарите не само во Европа, туку во светот. Ако успеало да преживее разни феномени, природни циклуси, суши, климатски промени 2 милиони години, зошто би исчезнало за 60 или 120 години ако се однесуваме малку посовесно? Историски гледано, постојат и средновековни мапи од Меркатор, од географот Меркатор, на кои се гледа дека во средниот век езерото било сведено практично на мочуриште, на неколку изолирани јами, но тоа секако не исчезнало. За разлика од Охридското, кое ја задржало формата која што денеска ја познаваме. Меѓутоа, Охридското езеро има многу поголем волумен на вода, постреми брегови, така што тоа намалување од неколку метри таму не се манифестира толку драматично. Инаку, намалувањето на Преспанското езеро се одвива циклично. Значи имаме периоди на намалување и на зголемување, со некоја просечна периода од 25 до 40 години. Меѓутоа, овој пат имаме во континуитет намалување од цели 62 години, без никакви најави на сопирање на долниот тренд или евентуално реверзирање, значи движење нагоре.
Што се однесува до сладките води, тие по дефиниција се непостојани, за разлика од морските води кои што имаат едно прилично добро дефинирано ниво. Сладките води периодично се зголемуваат и намалуваат. Например, за време на последното ледено доба нивото било многу повисоко, а потоа со топењето, односно обратно, потоа со топењето езерото се подкачи. Така да веројатно ќе се случуваат такви осцилации и во иднина. Меѓутоа, сето тоа било на некоја временска скала мерена со стотици илјади или со милиони години. Она што сега загрижува е што ние само во 60 години забележуваме еден ваков голем одлив на водата, на кој што е навистина многу тешко да му се парира. Професоре, се проценува дека 20% од вкупното количество вода во Охридското езеро се полни преку подземните канали од Галичица, односно од Преспанското езеро. Како се полни Преспанското езеро, освен тие реки, од кои едната река носи големо загадување во Преспа, освен од врнежи, кој е начинот на полнење и какви се шансите за преживување на Преспанското езеро? Преспанското езеро се полни се од не толку големи притоки. Тоа е голема река од Ресен, Брајчинска река, Арватска река, имаме Курбинска река, потоа Гиос Германос во Грција, чиј доток за жал е сопрен благодарение на преградувањето на конекцијата помеѓу малото и големото Преспанско езеро. На Преспа всушност и не треба толку многу доток. Нас ни недостасува некаде околу 1,5 кубен метар во секунда просечно во текот на целата година. Тоа е отприлика половина од протокот на реката Драгор во Битола. Меѓутоа проблемот е што ние немаме тука некоја река во близина која што би можеле да ја завртиме, за разлика да речеме од Дојранското езеро, каде што со хидросистемот Ѓавато тоа беше постигнато. Да, сакав да ве прашам и за можните решенија за спас, меѓутоа ќе ми дозволите малку со колешката Далиборка да ја прашам за незините впечатоци. Се надевам дека ќе останете во програмата, ќе го за да можам повторно да ве вклучам малку подоцна во однос на можните решенија за спас. Еве рековте дека не дојранскиот рецепт со изградба на хидросистем можеби не е применлив во Преспа, бидејќи станува збор за различен базен. Далиборка, рековме, професорот вели природни циклуси против кои не можеме, ние како луѓе можеме да го одложиме само тоа исчезнување на езерото. Сепак, впечатливо и загадувањето и наводнувањето, големи системи на наводнување, иако од грчката страна се зборува за капка по капка, кај нас се уште земјоделството е голема причина за намалување. И кај нас има такви системи капка по капка. Од ова што малку истражува, значи во овој регион има од 8 до 10.000 бунари во последните години за наводнување, од кои се преку пумпи со систем капка по капка нели се наводнуваат јаболкниците, меѓутоа проблемот е што сега е многу зголемен обемот на таа земјоделска површина. Ако, да речеме, пред 10 на 20 години таму имало 2000 хектари јаболкници, сега се 3 пати повеќе, околу 6000. Исто така не е воспоставен систем, односно имаше обиди пред неколку години преку една метеоролошка станица да бидат земјоделците предупредувани преку СМС пораки кога би требало да наводнуваат и се разбира да ги прскаат со пестициди овошките. Доколку се забележи дека се заканува појава на некој штетник или се мери влажноста на почвата, се утврди дека е веќе потребно наводнување, тогаш им се алармира дека сега можат да наводнуваат. Меѓутоа, тие тоа не го почитуваат, многу малку се вклучени во тој систем и се наводнува буквално секоја вечер. Ние сме биле таму, сме забележале дека, да речеме, вечерта врнело, меѓутоа тие повторно ги вклучуваат системите. Се забележува нагло повлекување на водата после такво наводнување. Ако сме биле на плажа и сме го ставиле чадорот на одредено место, кога утре дента ќе отидеме на истото место, метар или два е подалеку водата. А вечерта врнело и не ни било јасно што всушност се случува. Предпоставувам, бидејќи нема издржани анализи за тоа, дека причина е токму наводнувањето.
Исто така и како што кажа веќе неконтролирањето прскање со пестициди. Тоа го загрозува целиот еколошки систем. Овој Преспански регион е дом на над 2000 разни видови на животни. Има 250 видови на птици. Има 29 вида на риби, од кои 9 се автохтони. Меѓутоа, сега се забележува голем помор на школки, да речеме. Тоа е најновиот фотографиите, проблем. може да ги замолам колегите од режија да ги пуштат фотографиите на целиот екран. Ако порано, ако пред година-две, ние со децата сме се забавувале на плажа, барајки по некоја школка да си земат дома за спомен, сега имате купишта на брегот на езерото. Цели полуостровчиња се направени од школки. Тешко е да се влезе. Јас последниот пат со нивните лопатки правев патче за да успеат да влезат, да не се испоисечат. Тоа се милиони и милиони изумрени школки. И пак нема некоја анализа, иако тој проблем почна уште пред 3 години да се појавува на ова езеро. Да речеме, лани се појави истиот проблем во Јадранското море. Во Хрватска веднаш за неколку месеци беше утврдено, еве ги школките, дека се работи за паразит. Кај нас е само предпоставки. Едната предпоставка е дека е повлекувањето на езерото, затоплувањето на водата, бидејќи биолозите велат дека школките не можат да преживеат на температура над 38 степени, а на нашите езера периодов беа измерени 30 степени. Меѓутоа и втората предпоставка е дека се пестицидите. Значи таму, како што веќе ви кажав, се прска и по над 20 пати. Ние имавме една ситуација кога седевме со локалци, ние загрижени за тоа што го гледаме, бидејќи се чувствува и мирисот. Вие кога се шетате по пешачката патека помеѓу јаболкниците, го чувствувате мирисот. Постар човек ви 20 пати кажа, во година, во сезона. Да. Постар човек ни кажа дека броел, толку бил изнервиран што седел и броел во сезоната 23 пати изброил дека ги прскаат. И ние загрижени за овој проблем, зборуваме со локалците и тој еден ни вика: па не, вика баш така, ние овде во Крани не ги прскаме толку многу, само по 17 пати. Тие горе, рече, во Брајчини, но љубовно тие претеруваат, да. Па сега вие замислете, 20 пати во годината. Спомнавме и некој специфичен вид на пеперутки кои ги има само таму и кои се исто така жртви како школките. Да, дека таму има ендемски вид на пеперутки. Пред 2-3 години е правено истражување, нивната популација е намалена за 50%. Интересно е што всушност сите анализи, сите студии што се правени за ова езеро се постари. Најновата е околу 2021 година. Последните години како никој да не се грижи за ова езеро. Добро, што велат друго локалните жители кога зборувате за ова? И тие го забележуваат проблемот, и тие забележуваат дека дејноста со која се занимаваат, земјоделството, прскањето на јаболкниците е штетно, прави контраефект и невозможно е ние како туристи да сме позагрижени од самите жители кои живеат од таму. Се чини дека е невозможно, но имам впечаток дека можеби така искрено, ако беа можеби требаше тие малку повеќе да се загрижат и ете кога веќе има некои начини за да се сузбие тоа, да се вклучат во целиот тој систем. Има впечаток дека туристите што одат таму повеќе зборуваат за сите овие проблеми. Локалните жители само кога ќе ги прашате. Тие се, еве, сега најново ни се пожалија дека до минатата година имало многу, се ловел крапот на диво. Дека 350 тони риба била извлечена со мрежи, иако и тоа е забрането во езерото. Меѓутоа, еве од прилогот на колешката се виде колку тие всушност не се грижат. Вие имавме инсерт трактор во сред езеро паркиран. Да одат по риба со трактор на случајност. Што прави таму тракторот, освен ако можеби носел мрежи за див риболов или некоја опрема за чамци. Веќе ние сме забележале многу пати тие низ трските одат со возила. Бидејќи тиња веќе речиси и да нема таму, не се грижат, туристите почнаа да се возилата да ги паркираат на самата плажа. И сега многу студии, многу проекти за спас на Преспанското езеро низ годиниве. Спомнавме и професорот Трајковски рече дека не е применлив рецептот, моделот по кој беше спасено Дојранското езеро на почетокот на овој век со изградба на хидросистемот Ѓавато. Професоре Трајковски, вие кажавте колку количество на вода му е потребно на Преспа за да се запре ваквото драматично намалување на нивото на вода, во неможност да се направи хидросистем, односно да се пренасочи некоја река таму.
кои се можните решенија после толку студии. Ние гледаме редовно од година во година студии. Во моментов сме останати само на овој проект на Европската Унија и на UNDP, 17 милиони евра за, и тоа повеќе за инфраструктурни проекти, за земјоделство, значи не директно за кога станува збор за полнење на езерскиот базен. Добро рековте, не постои моментално никаква студија, никаква примерлива студија за спасување на езерото од загуба на водата. Во минатото имало повеќе предлози, повеќе студии, например да се изгради еден вид брана во Албанија кај местноста Завир, да се изолира тоа подречје на Инка, односно на најголем испуст на водата под Галичица. И тоа моментално гледате Завир е практично излезен насуво, што значи дека оттаму водата не се одлева. Практично целата планина Галичица е порозна и водата дифузно заминува под неа. Имало и предлози за вградување на одредени големи гумени балони во одредени шуплини, каверни во пештерите каде што истекува езерото, меѓутоа веројатно ни тие големи пештери, тие големи канали за одлив не се до ден денешен лоцирани. Остануваат само две решенија кои не чинат многу, а тоа е грчката страна, грчката држава сепак да ја воспостави врската помеѓу малото и големото Преспанско езеро, кое што моментално е прекината со вградување на таблести затворачи, и второ се разбира да се ограничи наводнувањето. Звучи речиси нестварно, но за производство на 1 килограм јаболка потребни се од 130 до 160 литри вода. Односно на јаболковите насади им треба годишно од околу 600 литри на квадратен метар воден талок или 600 милиметри воден талок, од што со врнежи добиваат околу 270 милиметри, а остатокот мора да се надополни со наводнување. И сега, последниве години и кај нас имаме систем капка по капка, за разлика од порано кога многу помалце се водело сметка за штедењето на водата, која се пумпало со големи пумпи од пумплата станица во Претор и се разведувала водата со канали. Значи имаме денеска и систем капка по капка, имаме и бунари, но и тие бунарите се голем проблем, бидејќи тие го намалуваат нивото на подземните води, кое што директно се одразува и на нивото на Преспанско езеро. Практично тие се поврзани по пат на филтрација, односно седење, подземните води завршуваат во езерото и обратно, водата од езерото продира до бунарите. Јас самиот имам бунар, се сеќавам дека пред 40 на години водата се наоѓаше некаде на длабочина од 3 метри, додека денеска подземните води се на 9 метри и бунарот е практично пред пресушување. Инаку, овие новите бунари кои ги копаат сега, артерски бунари кои ги копаат со дупчење за наводнување на јаболковите насади, има длабочина и по 30 и 40 метри. Тука може би требало да се запрашаат самите земјоделци. Разбираме дека тие живеат од јаболковите насади. Меѓутоа, доколку го исцрпиме езерото денеска, што ќе прават нивните внуци? Дали водат сметка дека и тие еден ден треба да живеат од земјоделство? Значи, доколку денеска го намалиме наводнувањето, треба да оставиме вода за некој идно наводнување. Или ако ништо друго, со намален одлив на водата, да постигнеме или да дочекаме некој нов бран на зголемување, некој нов бран на врнежи. Иако според климатолозите, според Агенцијата за климатски промени на Уединетите нации, до 2100 година се очекува намалување на врнежите просечно за 30%. Некаде од 20 до 40, меѓутоа според некој средно сценарио 30%. Тоа е навистина многу, што во комбинација со глобалното затоплување од најмалку 2 степени Целзиусови пораст на средната годишна температура прави многу лоши прогнози за Преспанското езеро. Така, значи сценаријата не се многу оптимистични. Веројатно езерото ќе исчезне дали за 60 или за 120 години, ако го загубиме во тој нареден век. Потоа во опасност предпоставувам ќе биде и Охридското езеро, ќе се соочи со недостиг од вода од 20% од количеството на вода. Меѓутоа, еве, како што рековме, не можеме против природните циклуси само да ги намалиме или да ги ублажиме последиците. Рековте две можни решенија, понудивте како брзи решенија, намалување на наводнување и спојување на малото и големото езеро.
Веројатно еве овој Во Грција има една голема притока на Преспанското езеро, на малото Преспанско езеро, реката Гиос Германос. И тоа тие води моментално Грција ги користи веројатно за дополнување на малото Преспанско езеро, чие ниво го одржуваат прилично добро, на константно ниво. Меѓутоа, за сметка на малото е жртвувано големото Преспанско езеро, што навистина е чудно, бидејќи и грците, бидејќи големото езеро делумно им припаѓа и на грците. Се надевам дека грчките еколози ќе извршат притисок на грчката држава, што веќе не можеме ние, да направат нешто за спас на големото езеро. Инаку, најдетални анализи, најдетални студии за Преспанското езеро имаат направено хидротехничките инженери, тоа се градежни инженери, кои што измериле дека во минатото површината на Преспанското езеро изнесува 284 квадратни километри. Тој пораток ќе влезе во книгите. И тоа пред неколку дена извршив најнови мерења според сателитските снимки од 2024 година. Површината на езерото моментално изнесува само околу 252 километри. Значи 32 квадратни километри се неповратно изгубени, односно претворени во мочуришта и во трски. А бреговата линија моментално изнесува околу 102 километри, што представува намалување од околу 5 километри во однос на некогашните 107 километри. Так. Според сите параметри езерото значи се губи. Значи го намалуваме и како базен, како количество на вода и како обем по големина се полека исчезнува Преспанското езеро. Далиборка, дали ова што го зборува професорот еве на пример сподели и информација дека на времето на 3 метра вода во бунарот се вадела, сега на 9 метри, а новите бунари се копаат на длабочина од 30 метри. И вие семејно одите таму низ годиниве и се забележува ли разлика во негативна смисла од година во година, од лето во лето или од одење во одење? Дали овие негативни промени се видливи? Се разбира дека се видливи, особено на местата каде што водата е поплитка. Практично за некои, не знам сега, десетина метри, може би од пред година-две езерото е повлечено. Остануваат, се загрозуваат таму сите животински видови затоа што целиот тој екосистем е поврзан. Вие повеќе не можете да слушнете таму крекање на жаби, нема змии. Локалните жители ни кажуваат дека змии нема ниту на Змискиот остров повеќе. Автоматски со тоа и пеликаните немаат храна. Пред неколку години имаше прекрасни птици, беше милина да се седи на брегот на езерото и да се гледа. Вие не сте виделе такви видови на птици со огромни крилја. Сега, последниот пат кога бевме, изброив десетина. Фламинга застана пред 2-3 години кога на пат да се одморат овде во езерани на пат кон Црна Гора. Сега ништо од тоа нема. Целиот тој систем изумира. Така се забележуваат овие работи. Дали е причината, како што кажала и професорот, токму климатските промени, верувам дека голем дел од тоа имаат и луѓето и најмногу земјоделците кои што се грижат за своите приноси. Меѓутоа, мислам дека сите ние треба да бидеме одговорни. Ете, рече и професорот, што ќе им оставаме сите ние на внуците, па и тие таму што сега се занимаваат со производство на јаболки, дали и нивните внуци ќе имаат со што да ги наводнуваат посевите. Меѓутоа, еве, професорот Трајковски вели се надева дека ќе грчките екологисти ќе извршат притисок врз грчката држава во неможност ние нашите да направат. Па и нашите не седат со скрстени раци. Тие цело време алармираат, меѓутоа се чини дека нема кој да ги слушне, исто како што нема кој нас да не слушне. Ние новинарите секоја година правиме прилози за Преспанското езеро. Лани правевме 2 или 3, најчесто ги иницирам јас, затоа што често одиме таму во нашата телевизија конкретно, меѓутоа после тоа се проширува и сите колеги прават прилози. Ништо од тоа не доби некој фидбек. Проблемот е и во тоа што немаме ни капацитети за такво нешто. Јас, например, најдов една студија од Сдружение на млади правници. Тие направиле истражување и замислете во Министерството за животна средина, кое е одговорно за, меѓу другото и за Преспанското езеро, има само 20 инспектори за водостопанство.
по целата држава. Значи, што ќе направат тие двајца инспектори? Каде попрво да одат? Проблеми има и во Дојранското езеро, има и во Охридското, има и во другите езера и реки. Двајца инспектори. Инспекторатот е целосно непополнет. Тие алармираат дека прво тоа мора да се направи. Во општина Ресен забележале дека имале само еден инспектор кој тој што може и тој самиот да направи. Немале правник. Се носат закони, меѓутоа не се носат подзаконски акти. Ти имаа студија направено дека се донесени голем број, донесена е национална стратегија, меѓутоа е делумно спроведена. Донесен е план за водостопанска основа, не е спроведен. План за управување со речен слив Црн Дрим не е спроведен. Имало дури и катастар на загадувачи и тоа не е спроведено. Кога дојранските власти ги прашуваат како е од грчка страна во Дојранско езеро, кое го делиме со Грција, велат грците не се многу заинтересирани за Дојранското, бидејќи целиот фокус им е на морето ставен, туризмот таму, бидејќи тие не живеат од туризам во Дојран. Слично е веројатно и во Преспа, бидејќи можеби грците не се грижат толку колку или се грижат еднакво лошо како и ние. Професоре Трајковски, ако сте уште тука, би сакал на крај да ве прашам, бидејќи ваша специјалност се бројките и многу заклучоци и информации може да извлечете врз база на анализа на бројките. Еве, колешката Далиборка спомнува двајца инспектори за животна средина. Вие веројатно ги знаете и буџетите за животна средина низ годиниве. Очекувате ли нешто ново од надлежните во смисла на некаков грандиозен проект, ако е таков возможен, кога станува збор за спас на Преспанското езеро, нешто налик на она што се случи со Дојранското езеро? Тогаш беше најден рецептот во изградба на хидросистемот Ѓавато. Ако некаква студија дојде до заклучок што е на долг рок спас за Преспанското езеро, можно ли е тоа да се случи ако се имаат предвид ваквите бројки со пари, со луѓе кои се сконцентрирани во однос на заштита на животната средина? Не ги знам бројките, не ги знам буџетите за екологија на нашето Министерство за животна средина. 1,5% од вкупниот буџет, кој е 5 милиарди, или еве 2%. Да, тоа е навистина премалку за целата земја. Меѓутоа, веројатно би се барало решение во некои странски дотации, можеби од некои фондови на Обединетите нации, доколку се најде такво решение. Меѓутоа, навистина не гледам река, нема изворна вода од каде би се помнело Преспанското езеро. Бидејќи не е доволно само да се донесе вода од друг слив. Бидејќи биолозите велат дека доведувањето на води од друг слив би донело и друг животински свет, што може да биде и погубно за езерото. Значи мора дотокот на вода да биде исклучиво од овој слив, значи од басенот околу Преспанско езеро. Јас известни надежи уште полагам во таа веќе напуштена идеја за вградување на големи гумени балони во каверните, доколку успеат да бидат лоцирани, но и за тоа се потребни поопсежни нуркачки истражувања да се најдат евентуално тие места на големо истекување, кои јас претпоставам дека се наоѓаат сепак во Албанија, во местноста Завир, во заливот на Горица и Туминец. Инаку, јас своевремено имав правено експеримент по некоја логика, претпоставив дека најголема шансата за истек е во точката на најголема длабочина, каде што владее најголем хидростатички притисок. Спуштив телевизиска камера во најдлабоката точка на македонскиот дел од езерото, очекувајќи дека таму ќе најдам соголени карпи од истекот на водата. Меѓутоа најдов само вековна тиња, значи се е потполно мирно, ништо не се случува, никакво истекување, иако таа точка се наоѓа само на околу 600 метри од брегот, близу до Коинско. Добро. Би се вратил само што 2-3 збора околу биолошкиот свет. Поверете. Значи, кај нас не се проблем само пестицидите, проблем се и ѓубривата, бидејќи со наводнувањето, повратните води враќаат дел од тие води со ѓубрива во езерото, а така наѓубрените води со фосфати представуваат многу добра подлога за развој на алгите и другите микроорганизми. Моментално водите на Преспанско езеро се преполни со растителен и животински планктон, што се гледа и по бојата. Видливоста во езерото е сенас околу 3 метри. На најдлабоката точка на езерото, на 28 метри длабочина во македонскиот дел, владее потполна темница. Значи, веќе под 10 метри длабочина не можете да гледате ништо.
За разлика да речеме од Охридското езеро, каде што видливоста е 30 метри. Бел диск со диаметар од 30 см можете да го видите од површината на длабочина од 30 метри во Охридското езеро. Тоа е голем проблем и голема закана за животинскиот свет, бидејќи со размножувањето на планктонот, со намалувањето на продорот на светлината, се уништува живиот свет на поголеми длабочини. Тоа е така наречена еутрофикација на длабоките води, и што значи дека практично се што е на длабочина под 5 метри, примерно, е веќе уништено, не може повеќе да живее. Професоре, благодарам многу. Далиборка, за крај, со оглед на сите овие сценарија, прогнози на климатолозите, ќе си барате друго место за рај, за одмор на душата и телото, или ќе останете сепак сме оптимисти дека можеби работите ќе се средат, еве и сите ние како новинари и луѓето треба малку да бидеме посовесни, да се трудиме да придонесеме ситуацијата да се подобри. Зрак на надеж дава и овој проект ЕУ за Преспа, иако сето тоа со оглед на бирократските процедури оди многу бавно. Иницијативата беше почната уште во 2010-та, сега сме 2024-та, дури и пред 2 години тој преку граничен комитет се состана и се подпишаа договори. Сепак сум оптимист дека можеби нешто ќе мрдне од мртвата точка. Дај Боже да биде така. Далиборка Дамјановска-Цветановска и професорот Дејан Трајковски, гости во ова издание на Да си кажеме. Ви благодарам многу на обајцата за исцрпните импресии, анализи и размисли во однос на спасот на Преспанското езеро.